Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно само интервју. Во живо сме од Канал 5. Наш гостин вечерва е Бујар Османи, потпредседател на ДУИ. Господин Османи, благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам на поканата. Дојдовте од Брисел, недела бевте во Брисел, ама овој пат не бевте во мисија да ја фалите држава, малку ја кудевте. Па како поминавте? Добра посета, интензивни средби и мислам дека навремена, за да се укажат некои работи кои што сметам дека треба превентивно да се третираат, бидејќи после секојаш станува и потешко и поскапо за лекување. Ќе поразговараме пододоцна за тие аргументи. Последниот пат кога бевте наш гостин беше во летото лани, пред да се одржат локалните избори, сега уште не беше јасно дали ќе се кандидирате, нема да се кандидирате. На крај одлучивте да влезете во таа трка, ја загубивте од Изет Меджити. Го признавте поразот вие, после тоа кажавте дека сте ја примиле пораката од граѓаните, но на конгресот во декември повторно бевте реизбран за подпредседател на партијата, па првото моје прашање е дали воопшто некогаш сте размислиле да се повлечете од политиката? Еве, деновиве влен ви бројат дека сте имале скоро 4000 дена на државни функции. Видете, јас тоа на секој мој говор, обично и со активистите, тоа го зборам, да се занимавате со политика, значи да излезете од вашиот комфор на животот во кој што работите за себе, за својата професија, за својата кариера. И им велам на политичките активисти, викам, да не дозволите да ве навредува, дека сте го слушнале веројатно тоа, јас не се занимавам со политика, јас го гледам мојот бизнис, јас ја гледам кариерата. Видите, најлесно е да се занимавате со вашиот личен интерес, семејниот, бизнисот, кариерата. Треба да излезете малку од комфорот за да служите на некој колективен интерес. Така сум ја гледал улогата моја во политиката. Многу влегува во политика и ради лични интереси, и ради и поради тоа луѓето бегаат од политика сега, да. Ако правиме биланс на моето политичко действување, не мислам дека нешто сум добил. Јас туку се надевам дека сум придонел нешто подобро за општеството. Добро, не мислите дека со тој пораз, да речеме, на некаков начин граѓаните не ви пратија порака? Јас бев председателски кандидат, знаете, 2020. Добро, ма тоаш реално никој не очекуваше некој посебен успех. Да, меѓутоа тоа е еден вид на индикатор за волјата на албанските граѓани. Веќе кај нас се уште се гласа во рамки на етничките заедници и тоа беше јасен показател дека огромното мнозинство на албански гласачи дадоа доверба на мене и на коалицијата која што ме представуваше. И се разбира дека тоа дава легитимитет на, бидејќи посебно тогаш некако партиски се поставуваат работите без коалиции, без меѓусебни поддршки, така да сметам дека тоа беше доволен индикатор за легитимитет да се продолжи во политика. Од тие избори локалните ги представувавте со многу помпа како референдум, дека граѓаните ќе излезат и ќе кажат за легитимитетот на албанците, но на крај, ако добро ги анализирав резултатите, најлошо поминавте на било кои локални избори претходно, практично немате градоначелник никаде освен Гостивар и тој не е ваш, туку е на Армен Таравари. Не е точно, затоа што обично партиските рейтинзи, односно партиските мерења се прават на соетничките листи, бидејќи тука се чисти партиски. Ама и таму имате пат. Не, знаете дека тука имаме победа над опозицијската, односно над Влен, и тоа е, мислам дека 14-тото или 15-тата консекутивна победа на ДУИ коалицијата од кога е формирана. Меѓутоа сметам дека сега фокусот се става на други прашања во државата кои што се многу поалармантни од тоа кој каде како бил на. Добро, но треба да ги анализирате резултатите. Знаете, зошто албанците не ви дадоа поддршка во толкава мера како што ја очекувавте? Видете, пак ќе кажам, значи на советнички листи имаше јасна разлика помеѓу нашата понуда и понудата на Влен, и тука се мери како е расположението. Да, но и таму имате 23.000 помалку во однос на парламентарните избори. Од 137 на 114.000. Но се зима споредбено со алтернативната понуда. Тоа што после тоа за градоначалници е друго прашање и на инженеринг, и на коалиции, кои што навистина не би сакал да ги коментирам, бидејќи не сакам да правам дефокус од тоа што сега е најважно во Тоа уште малку ќе се задржиме на овие партиски работи. Многумина очекуваат дека на тој конгрес што го државте по локалните избори ќе се види некоја суштинска реформа во партијата.
Но на крај дури некои ваши членови беа разочарани и рекоа дека се било само шоу. Реално политичката моќ остана во рацете на тие политички фигури во кои е овие 25 години. Сега да не ги редиме сите, од Али Ахмети до Садула Дураку. Добро, може да имам разбирање за како го перцепираат тоа граѓаните, бидејќи не се навикнати на длабоки реформи во партиите и кај нас па и во регионот, меѓутоа нашата анализа покажува дека е најсуштинската и најдлабока реформа на било која политичка партија во регионот. Бидејќи, ако ги гледате бројките, значи 82% од Генералниот совет, кој е највисокото тело помеѓу два конгреса, се лица кои што никогаш не биле претходно избрани на некои партиски функции. Не, но сепак е важно каде е главната политичка моќ. Ако е Блерин Беџети, ако е... Политичката моќ е каде е мнозинство. Значи 82% на Генералниот совет, кој што ги бира органите, ги носи одлуките, се лица кои што прв пат седнуваат на некоја партиска функција. 62% од председателството се луѓе кои што прв пат, кажете ми една политичка партија која што има направена таква суштинска длабока реформа како рез, можам да кажам, во своето политичко действување и тоа да не влијае во некакво пореметување на функционирање. Значи вие мислите дека можете со овој состав да ја повратите довербата и да се вратите на власт? Па, мислам дека тоа веќе се гледа. Ако не знам како дали ја следите политичката динамика кај албанците, едно огромно разочарување од тоа што Вленго покажува сега и мислам дека се повеќе граѓаните можам да кажам можеби сега имаат шанса да направат споредба помеѓу нашето делување и делувањето на Влем, бидејќи до сега тоа беше на локалните избори не беше таа толкова разлика. Беше надпревар меѓу резултати и ветување. Знаете, ние ќе кажеме ова сме го направиле во нашето политичко действување, они ќе кажат ова ќе го направиме. Како политичка опција, иначе како политичари, тоа се истите луѓе кои што беа дел од нас во последните 20 години, така да нема во нив некоја... Па Изет Меджити, Билал Касами, сите тие гледате и алтернатива, например, тие се во власт, можам да кажам, веќе 10 години и повеќе. Така да нема некоја промена во смисла на нови луѓе. Меѓутоа, прв пат граѓаните сега ќе имаат шанса да споредат резултати со резултати. Наместо резултати со ветување и мислам дека па ќе речам на анкетиве не се гледа тукава голема разлика, ако може да им се верува и на резултатите од локалните избори не беа реков како што очекував. На кои анкети ние ја направивме големата реформа, сме на терен, се реорганизираме на ниво на ограноци, на ниво на подограноци, се сретнуваме со луѓето не контактираат, не комуницираат и мислам дека полека се гради тој фронт на отпор кој што јас го нарекувам, бидејќи таква е политичката состојба да сметам дека мораме да излеземе малку и од партиските граници на действување. Па не мислам само по канцелари, мора малку и на терен. Не мислам дека е ова некое опозиционно действување, само сакам да кажам дека полека кај албанците се развива еден поголем фронт на отпор поради предизвикувањето што им се прави од страна на владата. Како го објаснувате кога говорите за ова дека има фронт, а ваша коалиција ја напуштаат, например, Алијанса на села ја напушти, Мендухтачи ја напушти претходно. Фронтот него ни води Дуи. Фронтот е на граѓаните, на албанците кои што се Не, тоа е европски фронт кој што беше не зборам за формален фронт, зборам за фронт на незадоволство на граѓаните, на сите граѓани. Меѓутоа, посебно на албанците, заради ова политичка агресија за која што зборувам, го гледате тоа кај протестите на студентите. Тројца студенти успеа да изведат 5000 луѓе на улица за една кауза која што е тесно професионална, за една група на луѓе. Замислете како тоа ќе изгледа кога... Добро, да, ќе поразговараме за тоа, но ме интересира зошто ви се расипнува коалицијата. Ако е така навистина атмосферата, зошто наместо да се зголемува, таа се раситнува? Кој остана сега? Уште остана таравари во вашата коалиција? Формалните коалицирања се друго прашање. Јас зборувам за коалиција на граѓаните кои што се незадоволни од ова што коалиции се прават нели врз основани идеи некакви, не се прават. Се разбира ќе се прават кога ќе дојде времето за тоа. Добро, во ова раководство нормално сега го нема Артан Груби, тој е најзначајната политичка фигура практично која не е дел веќе од ДУИ, но се врати во земјава
Па еве дали тој во домашен притвор, дали сте го посетиле вие или Али Ахмети, дали имате некаков контакт со него? Мислам дека што помалку треба политичарите да коментираат во однос на вакви случувања, бидејќи очигледно се создава еден јавен притисок во кој што веќе граѓаните добиваат впечаток дека има премногу политичко влијание во судските одлуки, премногу мешање, притисок и затоа мислам дека не е мое да коментирам по однос на... Да, прашувам зашто има некакви спекулации по кулуарите дека бил лут на партијата, дека е незадоволен од односот на партијата кон него. Се тоа што имаше во јавноста, во медиумите, мислам дека е жолт печат, нема ништо суштински во тоа. Тоа што сметаме дека граѓаните треба да бидат убедени дека не постои политички реваншизам, дека не постои селективна правда, дека не постои политички прогон, туку секој граѓанин е ист пред правдата. Тоа треба да го обезбедиме. Колку повеќе ние ќе коментираме политичарите по однос на овие прашања, само го ставаме процесот под дополнителен притисок. Има ли причина некој во ДУИ да нема мирен сон поради тоа што се врати Артан Груби? Ве прашувам бидејќи имаше сомнежи уште при неговото враќање дека има некаков договор, дека ете ќе почнал да кажува некои работи. Пак ќе кажам, сите овие прашања се обид за дефокус од главната тема. А тоа е поништувањето на Охридскиот мировен договор и блокирањето на европскиот пат на државата. Сега ни требаат вакви прашања кои што ќе ја замајуваат јавноста, меѓутоа ви кажувам дека нема ништо вистинито во тоа. Тоа што е вистинито е дека беше чудно како го поништија притворот наеднаш тоа. Дека државата е во сериозно погрешен стратешки правец и мислам дека треба за тоа да разговараме. Да, блиску сме до тоа ќе дојдеме. Уште едно прашање имам. Очигледно Артан Груби се врати, но екс-премиерот Никола Груевски, кој избега во ваше време додека вие бевте на власт, нема намера да се врати. Деновиве жестоко го нападна Филков поради тоа што најави дека можеби ќе обнови процедурата за екстрадиција. Овие денови повторно се појавија тие информации за таа фамозна средба што се случила во кабинетот на поранешниот претседател Пендаровски, на која се договарало наводно во речењето на Груевски, се споменува дека и вие сте биле на таа средба. Може ли да ни кажете што точно се случи таму? Пак ќе кажам се тоа периферни прашања на кои што навистина не сакам да трошам не само од ова минутажа важна во оваа телевизија, туку општо во моето политичко действување. Затоа што се случуваат премногу големи и алармантни состојби кои што го одредуваат правецот на тоа каде одиме како држава, за да изгубиме од драгоцено време да разговараме за повеќе шоу прашања и шпекулации кои што ниту можам сега да ги демантирам, да ги потврдам и мислам дека нема да служи на јавноста на ниеден начин. Добро, останува тоа мала мистерија. Некој ќе каже што се случило, наводно велат дека имало некакви снимки од таа средба, имало транскрипти. Кога сме кај Груевски, опозицијата Влен, сега позицијата ве обвинува дека сте имале средби со него во Будимпешта како министер. Тоа викам истите прашања кои што ги демантирам веќе со месеци, со години, меѓутоа очигледно тука има намера да се дефокусира јавноста од главното прашање. Значи, јас ви кажувам дека албанците се сериозно вознемирени од поништувањето на мировниот договор, кој што е од пред 20 години, сега ние ќе разговараме кој со кого се сретнал. Навистина, сметам дека е тоа надвор од интересот на граѓаните. Добро. Деновиве имаш изјава премиерот Христијан Мицковски во која навести дека набрзо ќе има избори. Веднаш вашиот лидер Али Ахмети даде изјава во која рече дека вие сте подготвени да одите на такви предвремени избори кои практично ги барате од првиот ден кога е формирана оваа влада. И сега мене прашањето ми што очекувате вие од тие избори со оглед на тоа што еви да победите, велите дека има револт, со оглед на тоа што ВМРО ДПМН и натаму нема никакви сигнали дека има намера да коалицира со вашата партија. Сметаат тие, покрај тоа што вие уверувате дека сте реформирани, тие се уште сметаат дека тоа дуе истото кој владееше со СДСМ 7 години на начин на кој владееше, за кој тие сметаат дека бил погрешен. Прашањето ми е што ќе промени за вас сега ако има предвремени парламентарни избори? Видете, јас мислам дека не е важно пред се што ќе промени кај ДУИ за ДУИ. Прашањето е дали предвремени избори ќе го сменат стратешкиот курс на државата кој што е очигледно погрешен и внатрешните динамики. Мислите дека ако само ги запре, мислам дека е тоа доволна придобивка, бидејќи очигледно и ова не го правам, верувај Гоце, не го правам во функција на некаква опозицијска врева.
туку навистина и како поранешен министер и како интелектуалец, како граѓанин кој што има едно државјанство, има една држава, сум сериозно загрижен. Гледам дека нема таква загриженост и затоа еве и реагирам на вакви на тривиални прашања, затоа што како да го нема сензибилитетот еве и кај вас и во македонската јавност, затоа што ние упорно го кажуваме. И тоа ме потсеќа на состојбите од 90 до 2001, кога албанците упорно велеа дека не е добра состојбата, а упорно се велеше дека сме оаза на мирот, дека Македонија ги има најширокиот пакет на права за граѓаните, се додека после се увиде дека не било тоа така. Се знаете, тука е прашање дали навистина е така тоа или вие ги злоупотребувате и користите тие прашања за политички поени. Па еве, затоа сме тука зашто од друга страна, еве овие што се на власт од Влен велат дека тоа што говорите не е баш така. Не, јас ви кажувам што зборува албанската јавност, која што е сериозно. Добро, вие представувате дел од албанската јавност, а и тие се дел од албанската јавност. Не, затоа реков дека денеска не зборувам во смисла на некој бранител на опозицијата или промотор на опозицијата, најискрено излегувам за да зборам и пред граѓаните. Дека има сериозна фрустрација и незадоволство кај албанците. Предпоставувам и кај македонците заради европскиот пат, но двојно повеќе кај албанците. Значи, ваква вознемиреност јас не сум видел во последните години. Добро, на што се должи таа вознемиреност? Може ли да објасните? Значи, вие говорите, еве во Брисел сте велеле дека има подготвен и организиран план за поништување на мировниот договор. Како го замислувате тој план? Значи, мировниот договор е преточен во уставни измени, не може тоа никој да го промени без да се согласат албанците. Има две интерпретации, една порестриктивна, легалистичка, дека Охридскиот договор веќе го нема, е поништен и е создаден сериозен вакуум во односите, меѓуетничките односи во државата, а Охридскиот мировен договор е сврзнат од ткиво на унитарната поништен Охридскиот рамковен договор си постои. Еве го Охридскиот рамковен договор. Не. Да, чисто да знаете дека го читав и го имам. Сега вие го користите постојано. Луѓето пред 25 години веројатно заборавија што се има во тој рамковен договор. Една рестриктивна интерпретација е дека го нема веќе, а тоа се должи на една реченица на одлуката на Уставниот суд од минатата година, кога го укинува балансерот, кога Уставниот суд вели институциите не може да ги препознаат граѓаните според нивната етничка припадност заради тоа што тоа е спротивно на фундаменталните човекови права. Значи, јас ги ја нарекувам таа реченица ковчегот на Охридскиот мировен договор, затоа што целиот договор е заснован на идентификација на етничката припадност. Значи, Бадентер се должи на идентификација на етничката припадност на пратениците. Знамето е на 50% етничка идентификација, јазикот е на 20%. Правичната застапеност е на етничка идентификација. Добро, и Уставниот суд со одлуката што го укинал Бадентерот, готово се поништил. Во моментот кога Уставниот суд забранува институциите да ги идентификуваат граѓаните според етничката припадност, утре парламентот може по таа интерпретација да не смее да ги идентификува пратениците според етничката припадност, што значи дека паѓа Бадентер, балансерот е веќе паднат, со тоа паѓа целата идеја на консоцијативна демократија која што е договорена. Да, вие се тоа го вадите од контекст. Значи тоа е во контекст на вработувањата, не е. Не, значи јас не го вадам тоа од контекст. Затоа велам дека ова е еден организиран план. Тоа што ми е моето објаснување е дека всушност Охридскиот договор никогаш не бил прифатен како таков. Значи консоцијативната демократија, power sharingот, односно еднаквоста не било прифатено. Меѓутоа се чекало соодветен момент таа да се поништи. Меѓутоа, без намера да бидам погрешно интерпретиран, сакам наискрено повеќе се обраќам на сограѓаните македонци, да сватат дека мировниот договор е сврзнат од ткиво на унитарната држава. На Балканот има... Кој го негира тоа, господин Османи? Еве, јас ви велам, дека одлуката на Уставниот суд го има поништено Охридскиот договор. Вие знаете дека за балансерот... Еве сега ќе ви кажам. Да, за балансерот и Европската комисија и во скринингот... Например, во собранието не е формиран Комитетот за меѓуетнички односи, кој што можеби немаше некоја голема ефективност и ефикасност, меѓутоа е символиката на духот на Охридскиот договор. Зошто не? Бидејќи таму председател е албанец на собранието. Таму во комитетот се 7 пратеници македонци, 7 пратеници албанци по еден од заедниците. Бидејќи Охридскиот договор
така го има претворено конфликтот меѓуетнички, македонско-албански, во соживот, преку механизми за заштита на заедниците. Добро, зашто не е? Зашто не е формиран? Ке ги прашате... Зашто не побарат интерпелација на Ганчев? Јазикот, знаете дека, кој што беше една од најголемите придобивки од Охридскиот мировен договор, во практична употреба веќе го нема. Да, ќе дојдеме до јазикот. Сега ве молам една по една, зашто вака, знаеш, ќе нафрлиме многу работи и нема да ќе останат недоречени. За рамноправната, за правичната застапеност. Вие кога дадовте согласност на ВМРО ДПМН за реорганизација на министерствата, се договоривте да се формира и во собранието некакво адхок тело со кое, ако не се лажам, требаше Талат Џефери да раководи, кое ќе врши надзор на тоа како се спроведува правичната застапеност. Што се случи со тоа? Значи, прво, балансерот како облигативен механизам за правичната застапеност не може да има никаква замена. Ниту овој карикатура од закон кој што е сега предложен од страна на владата, ниту било кое координативно тело. Ама зошто така говорите? Не ви значи ништо тоа што Европска комисија препорача да се укине балансерот? Видете, балансерот е суштината, парадигмата на духот на Охридскиот мировен договор. Значи, тој дух, тие, како да кажам, членови на договорот, или тој дух на договорот, ја гарантира ама и самиот договор вели да се регулираат вработувањата, истовремено почитувајќи ги правилата за компетентност, интегритет според кој се раководи јавната администрација. Никој не ја спори правичната застапеност. Проблемот е дали тоа може да биде прв и единствен услов или треба да се почитува компетентност. Проблемот е што ние албанците 50 години сме били исклучени од системот токму во името на таа компетентност. Еве ви кажувам, во мојата клиника, каде што работам, до предрамковниот договор имало 0 вработени албанци. Сакате ли да ми кажете дека немало компетентен албанец тогаш да биде вработен барем за болничар? Еве, да не зборам за Не спорно дека имало дискриминација, но работите се променети после 2001. Тоа е проблемот, што во име на таа така наречена меритокрација, во име на таа така наречена компетентност беа исклучени заедниците. И од тука се постигна историски договор од меѓународно посредство, дека нема да оставаме на волјата на раководителите на институциите, туку ќе има механизми за заштита, како што има, например, земете го Јужен Тирол. Во Јужен Тирол односот е 65 италијанци, 65 германци, 26 италијанци. Таму, кога се прави попис, се регистрираат во јазичната група и до наредниот попис не може да падне процентот на вработување во било која институција. Добро, имате ли ви некакви бројки за да ги подкрепите овие обвинувања дека откако Дуи не е на власт, а Вевлен дел од владата, е намален бројот на застапеност на албанците во институциите? Било која институција земете ја во последните 2 години, албанците се сведени буквално на нула. И тоа не зборам само во Скопје, зборам ние бевме запрепастени, значи конкурси во кои што има 40 вработувања, од кои 40 нула. 50 нула. И тоа гледавме во Дебар, во Струга, значи таму каде што и албанците се мнозинство. Значи како да се чекало моментот на некој реваншизам да се одмаздиме на еднаквоста. И мене најмногу ми е жал што не го чувствувате тоа. Значи јас кога зборувам, треба да ме слушате како прво затоа што не е баш така како што е. Не, треба да ме слушате затоа што зборувам во името на една заедница. А таа заедница е сериозна. Кој нема против правичната застапеност, таа уставно начело, значи тоа нема дали некој сака да се почитува или дали не сака да се почитува. Значи работава еве го скринингот. Нели ние сакаме да станеме членка на Европска унија. Са нели важно ние какви се европските стандарди? Еве дозволете 2 реченици да прочитам. Вика балансерот, алатка за човечки ресурси, веќе не ги исполнува целите, може да бидат подкопани начелата на заслуги, ефективност, правична застапеност. Не, затоа што е направено таква, како да кажам, пропаганда, негативна кампања на балансерот, фокусирајќи се на некои недостатоци кои што ги имаше во смисла на злоупотреби кои ги правеа граѓаните по однос на лажното искажување на етничката припадност. Меѓутоа, тоа беа едни минорни, периферни девијации на самиот механизам, например, од 20.000 вработувања, може би имало 100-200. Вие кога имате некој проблем таков, го коригирате дефектот, а не го вадите механизмот. Вадењето на балансерот... Кој не вели да се вади механизмот? Видете, механизмот е анулиран.
го нема веќе механизмот. Сега раководителите на институциите вработуваат како што сакаат, кого сакаат, без никаква заштита. И ова не е проблем само на албанците. Балансерот ги штитеше македонците. Ако бројот на македонците ќе паднеше под бројот од пописот, ние не смеевме, односно раководителите на институциите не смеа да вработат албанец само заради тоа што се албанци. Знаете дека не е така. Така не можеше. Министерството за економија 48% беа албанци. Тоа беше пред балансерот. Значи не можеше балансерот буквално. За не зборуваме за Министерството на Артан Груби, таму 100% беа албанци. Видете, сега затоа не смееме да шпекулираме по однос на прашање кое што е толку суштински важно. Тоа се бројки, да. Значи јас ви кажувам дека во времето на балансерот беше кривично дело да вработите од заедница за кое што претходно калкулаторот не ти назначил за која заедница е. Добро, сега ќе се донесе закон. Мислите дека со законот помалку права ќе имаат албанците? Тој закон е за да се легализира исклучувањето. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, еве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите, ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој. За да се донесе тој закон треба да бидат мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата, каде под подвезот на некаква си меритокрација или компетентност се исклучуваат Не верувате вие дека има навистина заслуги меритократија? Затоа што знам дека некој навистина може да има знаење, а некој да нема. Затоа што знам што се случува сега. Затоа што знам што се случува. Кој може да ви спори дека сте хирург или дека тоа не може никој да ви го спори. Како јас се вработив во сигурно дека сте албанец, туку дека сте имале знаење. Не, јас се вработив заради тоа што рамковниот договор ги обврзуваше институциите. Иначе јас како студент, мене сон ми беше, иако бев студент на генерација во Скопје, мене сонот ми беше да не ме однесат во некое планинско село во амбуланта. Не сум можел да сонувам дека јас можам да се вработам во Скопје во државна болница. Јас се вработив откако беше донесен Охридскиот договор. Затоа велам, вие не сте поминали, вие не сте човек на лекар, секој сака да оди ке добар лекар. Никого не го интересира дали е тој албанец или македонец. Мене навистина ме интересира тоа. Значи градска болница, каде што јас го добив моето прво вработување. До моето прво вработување немало доктор друг албанец. Како тоа? А имало дипломирани, кај биле? А имало дипломирани. Меѓутоа немало шанса тие да се вработат во системот, бидејќи системот ги исклучувал под името на таа меритокрација. И затоа дојде до конфликтот. И затоа потпишавме историскиот договор конфликтот да го претвориме во соживот. Да има механизми. Нема доволно волја за јазикот, инспекторат создадовме. Нема доволна волја за вработувањето, создадовме механизам. И сега се укинува тој механизам кој што донесе до интеграција на цела. Вие така го толкувате. Са Влен вела дека се напредува. Са тие поинаку го толкуваат. Вика од Дигитрон сега правиме закон. Такво е нивното објаснување. Тој закон предвидува формирање на комисија, на координативно тело во владата, кој што еднаш годишно ќе ги разгледа извештаите на вработувањето. Знаете колку такви координативни тела? Кој е извршната моќ на тоа тело? Има ли тоа тело може ли да донесе некаква одлука? Па ние правобранител имаме. Што владата сега ќе стане правобранител од извршен орган во мониторинг, во невладина организација. Затоа велам... Добро, се фала ти дека Венецијанска комисија дала зелено светло, дека тоа е во склад со европските стандарди. Не, Венецијанската комисија вели овој закон суштински нема никаков механизам кој што ќе гарантира правична застапеност. Па добро, можете со амандман веројатно да го подобрите. Ние може да зборуваме за детали, луѓето нема ни да не следат. Тоа што ми пречи е недостатокот на сензитивност за прашања кои што мене ме засегаат. Значи, балансерот не ги засегаше македонците, усвари ги штитеше македонците. Меѓутоа, тоа беше суштинско важно прашање за нас. И сега така да се дискредитира нешто што е за мене значајно, тоа е сериозен проблем кој што го имаме во општеството. Господине Османи, ова е стратегија за реформа на јавна администрација што ја донесла вашата влада од 2023. Не е ВМРО, не е Мицкоски, не е Влен. Значи, таму вие велите начелото на еднаков пристап до секое работно место, начелото на стручност и компетентност и начелото на родова еднаквост треба да се примарни и единствено применети во целиот процес на селекција. Додека во фазата пред донесување
на одлуката за избор, секако треба да се води сметка и за начелото на соодветна и правична застапеност на заедниците. Ова вие сте го донели во стратегијата за реформа. И во реформа. балансерот има меритокрација и компетентност. Нема. Ако се бара, еве да не биде албанец, не се само албанци, еве да речеме ром, сите други се дисквалификуваат. Не, затоа што сите мора да ги поминат истите услови за да се вработуваат. Меѓутоа, конкуренцијата е меѓу луѓето во таа заедница. Се има, значи, истите степени на квалификации ги поминуваат и тие кандидати. Меѓутоа, системот гарантира дека прагот нема да падне под нивото кој што ги има. И тоа не е измислено од нас. Тоа е модел кој што Арен Липхард го има смислено како модел на консоцијативна демократија во кој што мултиетничките општества наоѓаат механизам како да живеат заедно. Не, апсолутно, велам, никој нема против да се почитува тој принцип.